Добро утро, почитувани слушатели на радио Лидер, единствената утринска радио емисија која се бави со политика во самостојна, суверена Република Македонија. И независна Република Македонија, која, верувајте, ниту е самостојна, ниту е суверена, а по политичкиот систем со лидерски средби да се креира политиката, не е ни независна, па ни Република не е де факто, затоа што во Република на малку поинаков начин се носат одлуки. Добро се види, лидерска средба кога работите се малку така напнати, не е нешто што не постои во режими со најдолга демократска традиција. Еве сега ти текнува, како се вика, сега го заборав, овој новиот лидерот на републиканците во Конгресот се сретна со претседателот Бајден да се согласат за тоа како да изгледат од кризата што сами си ја наметнале со ограничувањето на задолжувањето во Америка. Значи се сретна нели они двајца и на крај произлезе решение како што произлезе. Така што не е тоа дека не постои како инструмент. Работата е што таму тој инструмент дава резултати, Лјупчо. И дека кога двајца лидери се, како се вика тоа, се нели викаат средба на врвот, ја нарекуваат исто. Тоа е значењето нели на онакој креш дека имало самит. Идејата нели кога веќе се качуваат на врвот, на врвот треба нешто да се договори и потоа да се симнат на тука има боцеш една друга димензија. Кај нас е тоа проблемот, кај нас е недела дена цела по лидерската средба, ние уште објаснуваме кој што сакал да каже, кој што прифатил. Да, и види. И сега и кој што одбил. Да. Сега што е проблемот? Доколку јавно полемизира, кој што полемизираат еднаш неделно Риши Сунак и Кир Стермер во британскиот парламент, во британскиот парламент, ќе можевме да гледаме и ќе знаевме кој што кажал, кој што прифатил. Пака, од оваа димензија, една недела подоцна, цела држава се бави со толкување. Па сега излегуваат дуи со своји предлози, направија не коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ излегува со очигледно во тандем против ВМРО ДПМН. Сето ова за нив е една тактичка игра која што гледа кон следните избори. Значи во моментов нивната тактика е многу јасно. Се забележува дека има разлика. Дури обединети СДСМ и ДУИ не може да го победат во ВМРО ДПМН според актуелните анкети. И тие мислат дека сега после ова лидерска средба имаат некаков ветар во грб кој што ќе му возможи да го пресечат овој раст на ВМРО ДПМН, па дури и да го превртат во своја корис. Меѓутоа, види, краткорочно може да биде интересно. Ние имаме емисии, коментираме, дискутираме, се објаснуваме, се разјаснуваме. Но верувај дека граѓаните не носат одлуки од денес за утре, кога станува збор за политиката. Туку тоа е резултат на една долго учење, ако можам така да кажам. Така што целата оваа приказна може лесно да се реши, односно во собрание да ги стават уставните измени и да видиме како ќе постапат пратениците на ВМРО ДПМН. Ќе ти ги прочитам. Ајде. Сите четирите коментари во тој момент што ги имаме. Кога толку брзо ве дојдоа, значи некој добар доручек имале слушатели. Од Скопје вели поздрав до Љупчо и браво за синокешната дискусија во Заспи ако можеш. Ова его трип се. Мира вели добро утро. Ангел Самарко вели братче беше одличен вчера на Алфа. И Димитар вели ако продолжат преговорите толку од ВМРО ДПМН ќе бидат исти предавници како СДСМ. Чекај, предпоставам затоа што 4 коментари прочитат кои што двете фалат и тебе треба ли ја да те пофалам дека имаш вчера добар настап. Не. На Заспи ако можеш. Стајте ми петка. И не имаш еден ваков его трип на Сабајле. Колку бе добар. Стајте ми петка на рачето. Не, се шегувам во однос на тоа. Ви благодарам многу за убавите зборови. Ја вчера имав една теза дека опозиција треба веднаш и подитно да ги напушти овие преговори. Согласувам со тебе. И дека секој обид да продолжат. Не само тоа. Ова небиднина се вика на македонски, не знам зашто се потребуваат во политиката еден
американски термин лимбо, нели? Много поубаво звучи. Изгледале 3 филма и мисля дека Дека тоа е тоа. Небиднина е на македонски нешто, нели што така е. Ова небиднина е проблематична политички. Најпроблематично за ВМРО ДПМН е. И сега треба да ја пресече и да каже, имајќи предвид дека не ваде од контекст, лажеа, измислуваат. И дека уште по самата средба кажа лидерот дека нема договор. Чекаме предлозите да бидат пуштени во собрание. Толку. Значи, знаеш дека не сум антиквизатор, меѓутоа која е паралелата за вакви ситуации во политиката? Гордиевиот јазол на Александар, така? Го пресекол. Или го знаеш она, ако не идеме во антиквизација, Колумбовото јајце, го знаеш, така? Да. Истото е. Овакво. Значи, сите викате и сите го знаеме. Мене ми текна, така? Пресечи го. Речи, готово. Заврши епизодата, одиме на гласање во собрание. И толку. Таму ќе се разјасниме. Значи, разјаснувањето на оваа ситуација е гласот во собрание. Тоа е тоа. А сето останато е еден декор. Сега. И сето останато секој ден како поминува носи штета. Да. И исто така, она што ми е мене значено и битно сега тука, да исто така да се направи. Дуи се обидува да се представи себе си како жртва, да ме биле нападнати од ВМРО ДПМН заради тоа што се етнички албанци. И тука некој слушам дека некои од општественици во Македонија поддржуваат таа теза. На страната, она што вчера беше индикативно кај Дуи, она изјава на Бујар Османи дека тие прифаќаат све, ќе си идат од глава и нека дојде ВМРО и така натаму, но сакаат во исто време да се случува ветинг на политичарите во Македонија. Како ќе правиме тоа? Сега прво вака да ви објаснам. Ветингот го прават граѓаните на избори. Тоа го кажав и ја вчера. Глупости се тоа. Прво. И второ, многу поважно. Секое општество кое на ваков начин се труди да расчистува со политичарите и криминалот наводен во политиката е тоталитарно. Точно, во право си. Значи, се што треба е оваа држава да има стабилно судство, стабилно обвинителство, и ветингот е тој. Нема потреба од Дали се сеќаваш која беше она лустрацијата? Значи, ја точно е дека бев еден од тие што го поддржуваат тој процес, меѓутоа не сега да има таму некој тело кое што ќе решава кој ќе биде, кој нема да биде во политиката. Туку идејата беше друга, идејата беше отворете ги досиејата. Така? На крај антиквизацијата за време на владењето на Никола Груевски, лустрацијата се извинува, се претвори отворено, ќе го кажем, во лов на вештерки, сакаш да кажеш. Во лов на вештерки и во метод на пресметка на Никола Груевски со неговите политички. И еве сега видат, на пример една работа која што професорот Милчин на крајот го доби случајот во Советот на Европа. На страна сето тоа. Лустрацијата по тој модел по кој беше спроведена, прво не донесе демократизација на не донесе помирување и не донесе, види, знаеш што е она што за мене беше најпоразително. Не донесе лекција. Знаеш која е лекција? Кои се границите на злоупотреба на разузнавачките служби? Требаше сите документи, сите досија да бидат ставени јавно и да може секој граѓанин да ги гледа. И требаше да биде, знаеш, лекцијата дека ако се злоупотребат разузнавачките служби во политика, еден ден тоа ќе те чини. Еден ден тоа ќе излезе во јавноста и ти ќе платиш цена. Ништо од тоа. Ајде. Наместо тоа, еве сега што се случуваше? Прво ги гледавме тие, ги слушавме тие бомбите, потоа отидовме во друго лудило, за на крајот сега, не сега, владата на Заев и владата на Ковачевски, еве уште еден его трип за тебе, да злоупотребува разузнавачки служби за да го слушаат твојот телефон. Како го слушаат телефонот на Љупчо Златев, еве сега да откриеме. Глумат дека има процес против него, кај што нема никаков процес за нема оддавање. Нема ни епилог ни судење, ништо нема. Зошто? За да го стават неговиот телефон на листа на броеви кои што се наоѓаат под надзор и да слушаат што зборува Љупчо Златев со мене, сопругата. И генерално моменти што ги слушате, сега тројка или двојка требаше памперс да се купи, ама чекај будало, немој сега од тоа, а чекај малце ова шо е биогаја многу скупо, мора ли да го даваме на бебево, е такви моменти се слушаат. И сега ако некој од тие што слушаат таму се имаат мали деца, може и поучно да им биде. Може и да ми се јават, нема никаков проблем, ја ќе им кажам за Грчеви што да земат. А иначе еве како и секој
Не си само ти, еве Такви- твојот вчерашен еден Има Мировац исто. Да, и тоа е исто. За исто има Мировски го. Да. Ништо чудно дека и Драгче, затоа што Драган Милосавлевич, зашто и тој беше нели во процес едно време. И сега види, продолжуваме со тие глупости. Значи, ајде да се Ајде да се вратиме назад. Повторно има нови моменти во македонско-бугарските односи, нова тензија, инцидент во Струга. Бугарските медиуми и политичари се на нозе. Што е сега? Бугарските медиуми и политичари уште една улична тепачка, неразчистени односи меѓу двајца, ја искористија за нивните цели, а тоа е да покажат дека во Македонија владее антибугарско расположение. Во Струга физички бил нападнат Бекир Кадиевски, кој е председател на Струшкото бугарско здружение Шемето. Што е тоа? МВР соопшти дека се работи за неразчистени односи меѓу две лица, но во наводно овој председател од Нова Шемето, тоа нешто како Ванчо Михајлов, вели дека кога го тепале му рекле дека е Валкан бугарин. И тоа вака сега у Македонија кој ќе ти може да те пцујат, ама тоа Валкан бугарин. Да, дека ќе ти го рече. Слушај како ние смешни преводи на стрипови кои ќе види како беше Стому громови. Или на бугарски филмови кои им гледано со бугарски титул доле ќе осимнам, така мора да го гледаш. Има Two Guns и доле два патлака. Знаеш, ја ти. Не веру, значи... Не, да види се. На крајот на криштата како да кажам. Ајде. Му рекле Валкан бугарин, мислам. Значи, окей, уште една злоупотреба. Не, таман рековме, види, во македонската, ама како да речеме таа, заверологија, ќе дојде така. Денојве една друга работа кружеше, не знам дали знаеш. Ама во македонската заверологија денојве кружеше, еве готово се е договорено и ВМРО е свиткано прекршено, зошто булгарите молчат. Така, чекај. И еве сега денеска се јави, тука се вчера се јавија и мене ова ми е индикативно. Да, затоа што Бугарија не покажува рамномерна сила за рамномерна поддршка кон своето нели малцинство наводно овде, мада Бекир едноставно. Не, добро да има и бугари муслимани помаци сега. Да, добро, но не пушти авион за Бекир. Не само тоа, него и станал... За Христијан Пендиков пушти авион, Бекир човек го гледам лежи у македонска болница. Стан во Софија? Стан во Софија, факултет, државјанство, ништо нема човеков добија. Може има државјанство. А веќе помина, не, државјанство немал тоа. А веќе помина 24 часа, нит со авион го собра, нит на факултет го запиша, нит државјанство. Сакаш да кажеш, ни данс не е тоа што некогаш беше. Значи, ни данс не е тоа што некогаш беше, добро. Еве, ние алармираме ова Бугарија да си ги штити овде свои, тоа не може туку така луѓе да ги оставаат. На вистина и сега добро, тоа пак ќе почне сега тука со сентименти, натаму. Но, она што останува е... Но добро, се јавија. Еве го, например, таа, тој сегмент на заверологијата, дека, нели, еве ги овие млчат, значи сигурно има договор. Ивица, може ли да ми кажеш во нашава држава 5 работни места, 5 функции високи, значи зборувам професионалон, кои се за политиколози, затоа што ти си еден од сите. Па добро се. Затоа што тие што се политички функции се за политичари. Политичар може да биде од политолог до пекар. Преку доктор, инженер и така натаму. Добро. Дали директор на царина е работа за политиколог? Така. Тоа значи, еве. Види, сега искрен да бидам. Немам ништо против човекот. Да, сте разбрани. Баш го ценам. Види, во овој Медитеранов, за жал, кога се менуваат влади, се тркалаат многу повеќе глави од што треба да се тркалаат. Тоа е факт. И дека многу повеќе функции од тие што треба да бидат се политички. Но тоа е тоа сега. Значи, таа е политичката култура, еве и Шпанија види, например. Или Италија. Сега,
дали баш политолог е за директор на царина, не знам. Мислам дека подпредседател на партија малку и подценет кога е ставена таа функција, да бидам искрен. На таа функција повеќе замислувам некој професионалец кој што на крајот на кариерата, професионалец од царинската управа, кој што на крајот на кариерата одлучува да премине од професионалец во функционер, не нужно со партиски дрес, но со партиска поддршка и станува директор на царина. Мислам дека нашиот другар Богац, нели, така си го викам јас и ти, дека повеќе му личи нешто во... Не, ја мислам дека он треба да биде министер. Да, треба да биде министер, точно. И кога веќе е министер, треба да биде во министерство, каде што вие, еве да речеме, за разлика од една Славјанка Петровска, Стефан Богоев бил на избори. Знаеш зошто? Затоа што во земји како Македонија, и не само во земји како Македонија, министерот за одбрана е нешто како алтернативен министер за надворешни работи, со еден сегмент. Така што тука има една таква линија. Друго, имајќи предвид дека има таму големи меѓучовечки односи, војска, едно, друго, трето, силен политичар знае да биде многу добар министер за одбрана. Затоа што силен политичар знае да менаџира со луѓе, знае да ги препознае нивните потреби и силен политичар меѓу другото знае да препознае кога го манипулираат. А такви работи има во големи организации, така. Така што се согласам со тебе, дека подпредседател на партија треба да може да биде министер за одбрана, може да биде вице-премиер ако треба и на измислена функција, како на пример добро владење, но не и директор на царина. Добро владење. Што е тоа добро владење? Тоа е значи министер за добро владење, вице-премиер, министер. Не, ти си виновен тука, мора да ти кажам. Што? А ти нели го нарекуваше, како се викаш исто твој добар познаник, како се вика бе министер за земјоделие? Липче Николовски. Да, нели ти не сопре, како го нарекуваш, министер за корупција. Па се, затоа што тоа министер за корупција веќе се одомаќини. Ајде сега одиме во добро владење. Ама не би. А што така што не добро владење? Ова е лошо владење. Да. Ова е добро. Не бе имao, ние ги знаеш двете слики, фрески беа, од кој беше тој ренесансен уметник во Италија. Нели има една фреска добро владење, како изгледа, нели, кога добро се владее, една фреска лошо владење, и ден денес фрески бе да ги видиш. Ја таа функција да ја имам ја, например, да сум ја на местото на, како се викаше, на Славица Грковска. На Славица Грковска. Ја идам у градинка, ги седнуем таму сите директори, заменици, учителки, викам, овде има делумно добро владење. После идам у друга институција, викам, овде има. И на крај му идам на тачи на премиерот мој и му кажувам дека има лошо владење. Кајартан. Да ти кажам право. Прво не знам што работат во тоа министерство. Прво тоа треба да расчистиме. Во министерството на Артан Грубишо има работен опис. Што работат тие? Да. За политички се исто, тоа е. Еве ова за добро лошо владење. Не, бачка таму треба ли да биде на имплементација на рамковен договор, а таа институција кај што нема правични соодветна застапеност, затоа што процентот на не одговара на процентот во општеството, нели? Тука има еден сериозен проблем. Блок реклами Ивица да го допијам малку и кафево, по кој ќе се вратиме назад со вториот дел од емисијата, во кој нема само Македонија да биде наша тема, ќе имаме и другиот теми од светот, како да речеме Црнагора. Да. Тоа е значајна светска земја, голема. За нас е интересно зашто се наоѓа тука во регионот. Да, за нас не Тиват го имаме, ги немаме Карибите, одиме со блок на реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, во паузата ја гледавме последната саботажа на Сречко Поповски, насловена Свекрвина саботажа по една полемика овде во нашето студио и сладко се изнасмејавме. Поздрави до Сречко, никако да дојде. Се вика ке дојде, никако да дојде. Ама добра му е саботажа, морам да кажам дека неверојатно многу се смеев.
Но така цел еден комплот на свадба направил ова лидерскава средба како сладба. Жидас Даскаловски го искористил со превртување на маса. Ангелка Пеева дека брзо се договориле. Да, и мене тој моделот со свекрвата која не ги прифатила Стефана Доновски, која ми каже дека не е за честитање работа. Не е за честитање. Значи, у секој случај одлична саботажа, препорачувам да ја гледате, почитувани слушатели, на YouTube каналот на 360. Навистина добра беше таа саботажа. Продолжува една недела понеделната по лидерската средба. Утро во ВМРО помне соопштение Ковачевски со своите лаги покажа дека не се грижи Македонија, туку сосема ја зазема страната на Бугарија. Се движи, вчера и Клековски имаше добро интервју, Боцевски, се движи тоа кон целосно напуштање на секакви можни преговори во однос на оваа. Ма побрзо треба тоа да се случи. Ја не знам што е овој одво место, мислам се. Кога ќе влезеш во тепачка со грудки кал, така? Чист не можеш да излезеш. Да. Така? Сега прво не знам како ќе ја дефинираш победата, кој победил, ама чист не можеш да излезеш. И сега ова лесно се завршува. Ова се завршува на начин на кој што велиш, добро, не се договоривме, одиме понатаму. Во светската политика Ивица ова ми го привлече вниманието. Трамп вчера што влезе, излезе или нешто друго? Не, мене ме стапи со ова, сега ми излезе на тајм, не сум го забележал вчера. Белорусија станала нуклеарна сила. Мислам дека станува збор за дел од рускиот арсенал, кој што по принцип на, како се вика, споделување на нуклеарниот потенцијал сега се наоѓа во Белорусија. Во НАТО мислам дека Турција, Холандија, сега не знам кои другите, имаат некој сличен аранжман со Соединените американски држави. Во секој случај, знаеш, секојаш кога се звецка со нуклеарно оружје е лошо. Значи, и одамна светот требаше да го напушти. Да, го знаеш оној принцип што се вика на взаемно осигурано уништување. Или на англиски скратеницата е МАД, лудило, со други зборови. Односно, не постои начин да победиш во нуклеарна војна. Како? Значи, правеле тие, нели, симулации, вакви, такви, онакви, нема начин да победиш. Но што е проблемот? Проблемот е малце ова нуклеарното домино. Например, што значи ова нуклеарно домино? Ако Иран добие, еве сега, нуклеарно оружје, тогаш веднаш, ја мислам, ќе има уште три други сили таму што ќе станат нуклеарни. Саудитска Арабија, Турција и Египет. И се одеднаш ке се менува равенката во Средоземното море. Имаш Турција, имаш Египет, Италија има референдум да не биде нуклеарна сила, меѓутоа Италија, како и Германија, како и Јапонија може вака да стане. Кога сака нуклеарна сила. Да, така? имаат наука за таа. Наука, имаат ресурси имаат и така над. И се види од режим кој што признава 5 нуклеарни сили, дојдовме до 10 нуклеарни сили. Значи, покрај 5 земји членки на Советот за безбедност, ја имаме Индија, го имаме Пакистан, ја имаме Северна Кореја, го имаме Израел, кој што не кажува дека има, и Иран некаде измеѓу, не знаеме каде. А сега случај, има 3 држави кои што се откажале целосно, кои што имале нуклеарни, две држави кои што имале нуклеарни програми кои што немале бомби, тоа се Бразил и Аргентина, и тие можат кога сакат, како и овие. А има држава која што имала нуклеарна бомба, најверојатно е тестирала, зашто постои докази, условно кажано. Тоа е Јужноафриканската република. Значи, они го имаат целиот свој програм демонтирано на нуклеарно вооружување. Значи, во секој случај видиш тоа и се пази. Војна има, каде што од едната страна, една од завојуваните страни е нуклеарна сила, а од друга страна главниот сојузник на земјата што се брани
е нуклеарна сила и тоа двете најголеми се. Со најмногу боеви глави. Да, да. Како човек да не биде загрижен околу таа работа? Лесно може да се види сценариото како тоа ескалира до нуклеарен судир. Јас себе сега морам да кажам. Види, дури ограничен нуклеарен судир, ти си мал, не памтиш, не си бил ни роден. За деца, нели, најубав период е овој крај на мај, јуни, јули, јаготки, цреши и така натаму, кога доаѓаат овие сезонски овошја. Кога беше Чернобил, тие работи не се јадеа, зашто беше озрачен цел Балкан. Ама, Ивица, нас не ни треба нуклеарно оружје. Кој држава, ние го имаме Стево Пендаровски. Зошто? Как се отргнахме? Ајде, кај стигна до Стево? Па го видели што кажа човеков. Него исто као на Мицковски не му се допаѓало ова. И он сакал одложени уставни измени, ама тоа не било можно. Чекај, па нели се гордееше он со постигнатиот договор? Нели се гордееше, бил и се одденаш код гордење? Не. Ја ова сакам некако да го... Кога со нешто се гордееш? Рационализирам да пробам. Не, кога со нешто се гордееш, брате, се гордееш, така ли е? Но... Се од гордење со постигнатото, сега кемицко одиме. Значи, како беше... Ово отприлике, знаеш како звучи? Го почитувам Мицко, но и Таче ми е драг. Мицковски. Добро да е се, нели, кога Таче го нарекуваме, нели звучи така малце ова изјава, или не? Така звучи, ама не, ова ми е чудно. Тоа е обид за, како беше, квадратура на кругот. Обид за квадратура на кругот. Не е успешен. Исто така многу смешна ситуација. Во држава е тоа што Бојан Маричич вчера ги покани на бифтеки на Плескавици, еве, имаме прашање од слушателка на тема баш за тебе упатено, века. Ајде. Ивица, и вие бевте на чело на сектор за европски прашања. Секретаријат. Секретаријат, се извинувам, пошто Сеп го пишала, ја го читам сектор. Од каде надлежноста на Маричич да повикува пратеници на отчет, извршна преслушува законодавна власт. Ова е невидена пародија. Па е. Чаки ги кани еден по еден. Не, обратно, еве јас ќе кажам едно искуство од во моментот јако го водев секретаријатот, посака СДСМ брифинг само за нивната пратеничка група за тоа докаде е европската интеграција. И јас реков супер, ќе го подготвиме целиот секретаријат, подготвувавме нешто и реков јас ќе дојдам. И накрај се премислија, онака рекоа дека немале време. Не знам што им беше идејата сега, дали очекува дека ќе ги одбијам. Претпоставам тоа беше, да ги одбием, па потоа се желат по Европа дека немало политички диалог во Македонија, дека не се почитувале на друго, меѓутоа немаше проблем, рекоа сакате брифинг, еве и брифинг. Зборуваме, нели, реално, за тоа служи извршната власт. Извршната власт извира од пратениците. Во свадбата наречена лидерска средба, уште еден епилог, ВМРО запомне соопштение од ово утро, Ковачевски како домазет во владата. Да го праша Ахмети кој од двата предлози го прифаќа. Значи, одиме на тоа Сречко Поповски хубаво. Овдека ова како латиноамериканска серија се стана сега кој е зет, кој е домазет, кој се жени, кој се кој е све крвата. Кој е све крвата, знаеш. Па на крај се измеша во логија, све крвата и снаа во исто време. Се измеша. Се измеша малку логија, добро. Се измеша. Токму затоа не, види, значи ја мислам дека ова единствениот излез од оваа ситуација целосно опозицијата да ги напушти сите можни. Да, тоа е. Разговори, преговори и јасно да каже со вас више ништо освен избори, дечки, ајде. Така. Тоа е тоа. Така, и не само тоа, и да побарат уставните измени да влезат во процедура. Не знам што мислиш ти. Апсолутно, но ако влезат нема да поминат и се да само име јасно. Тоа и нема да ги стават и до избори ќе зборат дека ВМРО не прифатил уставни измени. Иако викаат се и се стави со ситуација. И тоа не може да го тераат долго, бе. Ама нема друг избор. Ама што ќе прават? Тебе ќе отераат тебе да речеме до крајот на јули, така? После август е празен месец. Па за нив доволно е што никој не го гласал Ковачевски, празен месец. Ќе биде премиер. Празен месец. И сега септември доаѓаме, не може со тоа истото. Ме разбираш? Баш ки политикава ќе отиде од друг правец како сега. Не може со тоа исто.
Во меѓувреме, кога збори за светски теми, ако со нешто, знаеш што треба да се занимава Ковачевски? Не знам дали видев, вчера имаше една изјава на Хабек, вице-премиерот на Германија за економски прашања, кој што вели дека ако ми се чини дека колективниот европски договор за увоз на руски газ истекува 2024 година, а има некои најави дека Украина ќе го сопре целосно протокот, дури и дека ќе го запре гасоводот кон Европа. Хабек кажа, без тоа Германија ќе мора да ја исклучува својата индустрија за да ги загрее своите граѓани и граѓаните на Полска и на Унгарија. Значи, гледа каде одиме, како свет. Не да Боже да запре Германија. Запира и Ние сме претерано поврзани со германската економија. Нема, знаеш која рецесија е тоа? Вика дека ќе мора да прави приоритизација на индустрии. Кои индустрии ќе бидат замрзнати, нема да работат, кои ќе работат. Ако нема Кој е руски, решението за ова? па да го обноват валја договорот со Русија. Што друго? Не можат во војна. Како не можат? Па добро, лани издржаа па цела зима. Ама имаа договор. Течеше руски газ. Да, течеше лани. Значи, и тече се уште сега, сигурно на што работи таа индустрија таму. Мислам дека токму ова како асет Не, се ама ќе го искористи во војна. ама ова е прашањето кое што за кое што сега треба да збора премиерот. У септември ова ќе биде темата. И не Еј сам сега нема да збори со ова Бранко Азиски за швалерај во септември, ова ќе го зборува. И не само тоа, Ивица, не само тоа, ние се соочуваме дека минатата зима поминавме на вистина лесно, Па и блага беше зима. затоа што беше Да. блага зима во ситуации на ладна зима во Македонија не може да има сериозен предизвик. Еве уште од сега се најавува дека на сред лето сме, па ЕСМ ќе добива пари и помош од државата за топлификација во Скопје Да одржи во живот. да ја одржи во живот наредната година, која во меѓувреме стана државна. Што е добро по мене, само што треба да стане Па градска. не, знаеш што е Треба да стане градска. небитно и ЕСМ е компанија Да. на сите граѓани, нема врска. Ама тоа. не треба на сите граѓани топлификација. Ама не, знаеш. нова компанија формираше. Добро, ЕСМ енергетика се вика, значи ЕСМ за оваа работа. Тоа е окей. Треба да Значи, преде под ингеренција на градот, тоа го зборам, зашто градов се грее, не се грее Добро, државата. Каков Калигула го води градов во Ама не време, можеш се. кога ќе Значи не видиш можеш да ти, правиш решение врз и основа на подобро- личност. И подобро Липшо, да не можеш врз основа на личност да правиш и решение. подобро да не стане. Има и совет некој таму валјда, сигурно кој што контролира. Суштината е окей, тоа се више системски Да. модалитети, суштината е дека ние не смееме да дозволиме никогаш повторно ова да стане приватно и се види дека особено во енергетиката кога има удар, само државни компании можат да издржат. Приватните компании многу потешко ги поминуваат тие работи, освен доколку Да, па дури како топлификација, односно како БЕК, кога се монопол. Дури како монопол приватна компанија во одредени ситуации не може да издржи. Значи услугите кои Затоа што дава јавна дејност. така, услугите кои што се јавно добро, кои што се природни монополи, мора да се јавни. Еве зборевме за оној случај со Бехтел водоводот во Боливија, на крај што направиле? На крај се вратува. Па нормално. Нормално. Така што види и се пази, чекај се, во Македонија не е тој гасот, предоа на газ многу од индустријските постројки во Македонија, посебно во Скопска област. Да. Во Куманово предоа многу дури во Куманово мислам дека и дел од школи предоа на грејење со газ. Да. Ова е сериозна работа. И сега види, наместо да се занимава со тоа премиерот еве се допишува со И суштински каде е другиот проблем, Ивица? Ние во овој период, наместо да се занимаваме со ова, да се не занимаваме со Бехтел и Енка, да се занимаваме со тоа Тоа го што заборавија тој како де тема, факто да. има донатори кои ја надминале максимум дозволената сума помножено со 3 со 5, а во исто време добивали државни тендери тие фирми. А не го видов тоа. Да, ова беше интерес, па зошто не го виде? Затоа што погледни со што се занимава. Тогаш види, тогаш ова е проблематично, затоа што значи една партија во Македонија има предност во однос на другите.
политички плурализам не може да постои кога една партија има предност во однос на другите. Тоа се случило. Ова не сме да Тоа се се случило. случило сега ќе го најдам. Да. А партијата која што води на анкетите има блокирана сметка, така беше? Да. Тоа е. Да. И што се случува сега? Наместо тоа, вчера Грковска рекла дека не е надлежна за донацијата нели на Дуи Фокус пред 3 недели објави за незаконската донација на владеачката Дуи во 2022 година, при што партијата добила донации 3 пати поголема од дозволениот лимит. А добро, што прави Донаторот кој е одговорен? Ельмадин Адеми, Да. воедно и собственик на компанијата која минатиот месец го доби тендерот за изградба на полициската станица во аеродром во вредност од 2 милиони евра од кабинетот на вице-премиерката за политики за добро владење. Славица Грковска пак ни одговорија дека тие не се надлежни за ова прашање. Да информираме дека кабинетот за поплаки за добро владење одговорен за спроведување на кодексот за етичко однесување на членовите на владата и другите функционери избрани и именувани од страна на владата, како и за креирање на координирање на поплаки за добро владење. Значи не било ова неизин проблем. Па види, ако не е неизин проблем, и добро, еве не е неизин проблем, а обвинителството шо вели? Не може кој гледаш кој го стави главен обвинител, тој со овие незаконско финансирање. А ова е формално плавно што се слика. Да, тоа е нивна работа. Државна изборна комисија? Па не знам. А или тие се во хибернација до избори, заборев тоа. Да. Значи, ти што се случува и сега пази наместо да го зборуваме за ова, Не, ова е да тема. ни биде тема. Ова е пресериозна тема. Ова е пресериозна тема. Види. Наместо Не, да ама гледај, види. Имајќи го предвид това, гледај кој подвиг беше лани победата на Беса. На Беса во Тетово. Сега, наместо значи да види, еве гледај, кога ќе созрее времето, ништо не може да спречи народ да гласа, нели? Народ наместо гласа. со ова погледнете со Да. што се занимава. Ова е темата, види. Кога се зборува за Содуи, ова е темата за која што се зборува. Проблемот со Дуи е системската корупција направена заради нивната доминација во македонскиот политички систем, кој што нормално има една друга позадина, меѓутоа ова е систем проблем. Секоја моќ расипува. Апсолутната моќ расипува, апсолутно дури и кога е победитер. И ние наместо да се Да. занимаваме со ова, се занимаваме со уставните измени. Наместо да се занимаваме кој знаеш сега какви фирми не за гаки, кој знае за што се случува таму. А тоа е Вома срамотно. Со Тоа е Бехтел срамно. и Енка. Тоа е И срамно. наместо да се занимаваме со тоа, ние се Тоа е занимаваме срамно. со снаите Тоа е и со срамно. свекрвите и со што имало од лидерската. Ова е она што му требаше на СДСМ и Дуи, за да се тргнеме од актуелните теми. А уште една работа сега, ти постојано имаме вакви искричења околу историјата. Заборавивме вчера еден битен датум за македонската историја. Кој бе? Вчера се 80 години од херојската смрт на Сава Ковачевиќ на битката на Сутјеска. С краја Босна и мора знага, земја сва, свуд се славом прочуо командант Сава. Сега, и ке речат сега, сите што каква врска има тоа со Македонија. Па да не беа Неретва и Сутјеска, немаше да биде Авној. Немаше да биде Асном, немаше Македонија да биде ваква како што имаме. Факт е тоа. На Неретва и на Сутјеска се бранеше Македонија. Покрај тоа што се бранеше Југославија. И Кубанците го имаат Че Гевара, французите го имаат Дегол, ние го имаме Сава југославените го имаат Сава Ковачевиќ. Апсолутно. Значи, тоа е нашиот херој. Да. Човекот И слушај да не заборавиме една работа. Против југословенските партизани на битката на Сутјеска, знаеш ли кој се бори? Кој бе? Се четниците ли се? Не, тие сигурно. Кој? Да. 61-иот пешадиски полк на бугарската армија. И На администраторите. Да, не знаеш што да. Но вие што не Да. беа у војната. Значи на Сутјеска покрај германците кои што ја водат офанзивата, италијанците, домобраните и усташите, четниците се борат и 61-иот пешадиски И полк. администраторите. Значи, сега дај политички коректно. Значи и администраторите.
И види сега таа работа се помни во југословенската историја. Овако. Истовремено нормално дека партизанското движење зема замав како дел од југословенското партизанско движење. И тоа мораме да го потврдиме. Задутре е како се вика годишнина од стрелањето на 12 ваташки младенци. Точно. Да, Стево Пендаровски 10 дена предходно отиде на место да го одбележи чинот. Па добро, сега. Значи, тоа го направи веројатност да не биде од безбедносни причини, затоа што не веруваме дека ќе помине добро, мислам и дека има добри советници во делот на безбедност околу него да му кажат дека е опасно на 16 да се појави во Кавадар. Видиш, ова не ми текна, дека и јас се чудев што беше работава. Сега ти кажам што е работава. Јас се чудев што е работава, се ми даваш една перспектива. Пендаровски ќе биде свиркан неверојатно. Не, ама види, пак да не забораваме, значи борбата на македонското партизанско движење не беше вон тој југословенски контекст. Значи југословенскиот контекст меѓу другото овозможи да се дојде до решение. 16 јуни е добар датум конечно да се затворат сите преговори со Ковачевски, една историска символика. Да еве, затоа што на 16 јуни луѓето во Кавадарци после тоа веќе знаеа дека тука нема ништо што да се прави со бугарите и почнат 100% на мобилизација, се што машко стана на нож. Не само мислам Кавадарци, Тиквашијата станува една од центрите на отпорот и една од точките каде што востанието зема невиден замав. Администраторите, како што гледаш, успевале да бидат и на Свитјеска и на Неретва и во Ваташ. Овакво истовремено. И сега види, сега како беше тато умре ја у Москва. Не бе тоа, него не биле, добро да. Како беше она, не биле, вика не биле дел од фашистичката коалиција. Москва не е. Како бе, од која коалиција биле? Не, еве ви докази милион, нема потреба да разговараме за тоа. Да. Значи, тоа е тоа. Но проблемот е што сега владата нема да одбележува ништо, затоа што владата живее под бугарски диктат. Во овие моменти беше многу вечна тука за Гоце Делчев роден ден која му славија никоја што не се случило. Да слави роден ден или на историска фигура. Сега ќе ги нема нигде, нема да имаат. Веројатно град Кавадарци ќе одбележи заедно со народот. Иде и преспанското советување 4 август, кај што е донесена одлуката за свекување на АСНОМ. Иде и јавно 29 ноември, значи една цела серија датуми значајни за Република Македонија, незиниот уставен поредок, незината современа историја, незиното устројство, а никаде нема партијата што вели дека е наследник на Сојузот на комунистите на Македонија. Неверојатно. Кој што ја поведува таа борба, ја водеа, сега факт е тоа, нема бегање. Не се наследник на Сојузот на комунистите на Македонија, единствен наследник во овој момент е радиолидер. Не постои друга, ниту една институција, ниту една партија не ја признаваме како наследник на тоа. Ние сме единствените наследници. Правни, не ни треба правни, не ни требаат, нека си ги земе СДС објектите и Дзинго нека си ги земе тамо, нели, покојни во социјалистичка што завршива. Нека си земат све, ние сме единствениот идеен наследник на Сојузот на комунистите на Македонија која создаде оваа држава, само ние сме тука другари и другарки, а функционираме и на прилично еден концепт на социјалистичко самоуправување. И демократски централизам. Да. Но уште кодушлук се нема развиено во фирмава. И опортунизам ти текни. И анарко-либерални како беа тие. Еве се гледам тука од режија ми јавуваат дека се спремале на 24 февруари кој ми е роден ден штафета да ми трчаат. Нема потреба тие работи, ладно е тогаш. Значи ние сме единствениот наследник на тој види го заборавивме еден наш голем пријател ни праќа дека заборавивме вчера беше годишнината од загинувањето на Кочо Рацин исто така. Знаеш, онака 43-та година е годината која се прекршија многу работи. Под се уште неразјаснети околности. Вака морам да кажам загидувањето на Кочо Рацин. И кога целата работа на крај заврши во создавање на современа Македонија како дел од Југословенската федерација, ајде се надеме дека и 2023 година ќе идеме во еден убав правец.
Да, во меѓувреме велешките левичарски наследници на Кочо Рацин станаа подкастери, така што ќе разговараме после. Што имаме друго? Уја пара по високи плати да добијат. Ние ќе поддржуваме. Само помалце нека идат у контрола. Како остаат малце фирми. Да дишат, нека идат таму каде што стварно има. Кај што не се плаќа данок, а? Так, криминал, Косово се разгорува, Курти полека паѓа, го гледаат со непријателски очи од Европа, се спремаат санкции против него. Много чудно за косовски политичар, морам да признам. Обично косовските политичари се безгрешни. Не правиле воени злосторство, тоа се луѓе со... И сега наеднаш ова, мислам, стварно. Наеднаш некој вика дека он е проблематичен. Еден пријател ми праќа, видиш, во бугарската Википедија си пишува дека страните во конфликтот на битката на Сутјеска се југословенските партизани од една страна, а од другата страна вели нацистичка Германија, независна држава Хрватска и царството Бугарија. Италијани ви четници ви ги забораиле, ама некшо нели бе, нели они не бе у сојуз со нацистичка Германија? Администратори бе. Чудно ова некако. И вели, сојузниците не успеваат да постигнат главните цели, а сојузниците се овие нацистичка Германија, независна држава Хрватска и царството Бугарија, а вели тешки партизански загуби. И сега тука како да им кажем сега, треба да се каже дека една герила, како што били партизаните, кога победуваат? Видете у систем дали ја имаме командант Сава песна. Кажи ова. За крај мислам дека еднаш ја спуштав. Види, пиши командант Сава. И нешко вика, знаеш ли кога победуваат? Кога победуваат овие герилата? Кога ќе преживее? И држте го и стримот, нека иде. Кога ќе преживее? Само не снимајте на командант Сава и YouTube ќе не. Освен на сите страници, на сите можни јазици, па и на кинески, пишува силите на Оската, битката на Сутјеска. На бугарската пишува сојузниците. Добро. На Сутјеска ве победивме, ќе ве победиме пак, ќе завршуваме ова издание со песната Командант Сава на Еспресо со Златев и Боцевски. Останете со 107,4, се враќаме по оваа песна на вообичаената програма. Уживајте во денот, борете се за Македонија, затоа што тоа е се што имаме.